Општина Пробештип во моментов должи околу 150 милиони денари, или речиси колку еден годишен буџет. Од нив 40 милиони се по основ на кредити, а останатите 90 милиони денари се побарувања. Секојдневно стигнуваат нови ситуации, нови фактори, нови долгови. Ова е долг кој што го имаме до денеска од над 90 милиони, каде што она кое што е посериозно е тоа дека близу 40 милиони веќе сме во една судска постапка, каде што и јас како градоначалник и мојот тим разговараме постојано со луѓето, односно изведувачите и барателите на услуги кои што и должи општина Пробештип. Генерално поборувањата се од компании кои изминатиот период на територија на општина Пробештип вршеле градежни активности. Претежно се фирми кои што имаат градежни активности вршено во изминатите години. Ова не е само долг од минатата година, него овде има долгови кои што се во изминатите неколку години. Претежно се најголем дел се долгови по градежни захвати, односно градежни фирми и изведувања на територија на општина Пробештип. За разлика од другите општини во регионот, кај кои во моментов најалармантна е состојбата со превозот на ученици, во Пробештип во тој дел нема проблеми. Немаме долгови во однос на ако земеме во споредба со другите општини кои што ги имаат поднос на ученици, такви долгови нема општина Пробештип, можеби една од ретките, или тој долг е незначителен. Според градоначалникот Анастасов, место за паника околу финансиската состојба на општината нема. Тој потенцира дека заедно со одделението за финансии и буџет се бараат решение за стабилизирање на состојбата и нормално функционирање на локалната самоуправа.